Почитувани граѓани, наша цел е да креираме и реализираме мерки и политики кои ќе му овозможат на младите да останат тука, во својата татковина. Во таа насока е одлуката од владата предводена од СДСМ за доделување на младински додаток од 3000 денари на младите вработени во производство и земјоделство. Со оваа мерка опфатени се сите млади лица до 23 години со завршено најмалку средно образование кои се во работен однос во производствена дејност. Мерката ги опфаќа и младите лица вработени во производствена дејност преку приватна агенција за вработување, како и млади индивидуални земјоделци со задолжително социјално осигурување. Наша цел преку оваа мерка е поттикнување на вработување на младите лица во производството по завршувањето на средното образование. Со оваа мерка истовремено придонесуваме за подобрување на животниот стандард на младите, но и ги задоволуваме потребите на работодавачите со квалификувана работна сила. Покрај младинскиот додаток, дел од системот мерки кои успешно беа спроведени и реализирани е и младинската гаранција, која опфати над 20.000 млади лица во целата држава, од кои досега вработени се околу 6.000 лица. Оваа мерка е инвестиција во знаењето, усовршувањето и преквалификација на младите. Почитувани, во собранието е усвоен и законот за младинско учество и младински политики. Со овој закон за прв пат се дефинира категоријата млади во државата. Се дефинираат формите на младинско учество и представување, регистарот на форми на младинско организирање, младинското учество, политиките и сервисите за млади. Законот обезбедува широк, инклузивен и сеопфатен пристап за младинско учество и младинските политики и има за цел зајакнување на учеството на младите во процесите на креирање на политиките за млади, активно информирање, промоција и заштита на интересите на младите, како и зајакнување на свеста за важноста на младите и нивната улога во општеството. Овој закон предвидува и поттикнување на волонтерство, младинска работа и активизам, поттикнување на личен, социјален и професионален развој, како и поттикнување и градење култура на заедничка работа помеѓу младите и институциите. Потврда за сите заложби кои ги прават СДСМ и владата во изминатиот период е и намалувањето на стапката на невработеност кај младите на 35%, а ако споредиме со таа во 2016 година, во времето на ВМРО ДПМН, кога беше 48,2%, ќе заклучиме дека има огромна разлика. Затоа, на 12 април, младите, граѓаните, ќе ги поддржат политиките на СДСМ, кои значат напредок и просперитет за граѓаните и за државата. Ви благодарам.